животот е минлива категорија. Многу работи ќе поминат, и кариерата, и функцијата, и бизнисот, и животот. Она што останува е сеќавањето и споменот што сме направиле и колку сме направиле. Во овој дух би ве повикал уште еднаш да ја продолжиме убавата градителска традиција во Македонија, да го продолжиме она што го правеле нашите предци и да го дозавршиме она што го започнавме во 2012 година. Со нашето дело ние ќе придонесиме и за Македонска православна црква, Македонската православна црква Охридска архиепископија, која е нашата вековна духовна мајка и столб на нашата државност, закрила на народната побожност и артикулатор на јавниот морал на денешните и идните генерации. Ќе помогнеме со уште едно велелепно светилиште да се даде придонес во одбраната на семејството од некои искривокоучени вредности, кои некои ни ги промовираат, и од нападот кон традиционалните и моралните вредности кои ги одржале нашите семејства и нашиот народ, дури и во миговите на најголеми искушенија и загрозувања. Сега е времето на нашата мисија. Време во кое нашиот народ се соочува со бројни предизвици, меѓу кои можеби најголемата е демографијата и рецесијата на нацијата. Но и време кога можеме да дадеме одговори, и тоа токму со нашите собствени дела. Благодарам на сите вас и се надевам дека што побрзо ќе го завршиме она што го започнавме седмично. Благодарам. Возлюбени во Господа, секому од нас посебно и на сите заедно потребно ни е да се загледуваме во себе и да ја прелистуваме книгата на собствената совест. Потребно ни е да разгледуваме историјата на нашиот народ и почесто да се напојуваме од непресушните извори на народното искуство и мудрост. Така ќе се запознаеме со минатото на својот народ, со што ќе се помагаме во решавањето на потребите на сегашноста и ќе ја планираме својата иднина. Ова дотолку повеќе што секој наш храм по македонската земја е историја за себе. Нашиот народ, кога градел храм, знаел дека со него го подпира и своето минато и својата иднина. Знаел дека подига градба чувар на народната свест и совест, градба тврдина на безсмртните народни идеали и надежи. Знаел дека со храмот гради споменик, здание за народната меморија. Оттаму во секој наш храм ги гледаме нашите предци, дедовци и прадедовци, ги гледаме генерациите пред нас, вградени со нивната вера и љубов кон Бога и кон својата црква. И секоја наша сакрална градба од минатото сведочи колку нашите постари биле и среќни, и горди, и силни, и цврсти духовно, а градејќи храм го вградувале и меѓусебното единство, слога и разбирање. И денес, доколку се загледаме во било која градба или манастир, во иконите и фреските, мора со воскит да констатираме дека од нив друго повредно и немаме со што можеме да се пофалиме пред светот.